Истрага против 13 полициски службеници откочани од Штип, меѓу кои началници и раководители отвори обвинителството во врска со пожарот во дискотеката Пулс за тешки дела против општата сигурност. Тие се сомничат дека од 14 март до пожарот на 16 март годинава не постапиле согласно прописите за мерките за заштита. Полициските службеници одобриле план за акциска контрола на угостителски објекти во Кочани, без да проверат дали истиот ги има офатено сите проверки во надлежност на МВР и дали се запазени одредбите од стандардните оперативни процедури за проценка и управување со ризик при вршење на полициски работи. Всушност тие контролата во дискотеката пред да избие пожарот ја направиле врз основа на ист план како претходните, без никакви измени. Не преземале мерки да спречат активирање на пиротехничка опрема на сцената каде настапувала музичката група ДНК во моментот кога ја вршиле контролата, чие палење не било пријавено во полициска станица Кочани, а од која пиротехника како последица настанал пожар во дискотеката Пулс, со што не преземале мерки за заштита за присутните лица во дискотеката Пулс. Обвинителот Коцевски на прашањето зошто дури сега 3 месеци по несреќата беа приведени овие полициски службеници, изјави дека досега се водела предистражна постапка во координација со МВР. Тоа што откако се обезбедија докази, се поднесе кривична пријава од страна на МВР и против овие лица. МВР беше во координација со јавниот обвинител за организиран криминал, кој што издаваше наредби, дел од лицата беа и сослушувани претходно, така да не е ова сега што ние сме дознали, туку сега прибравме докази. Телма вчера објави дека приведените биле на функција или на должност вечерта кога се случи пожарот во Кочанската дискотека. Меѓу нив се и началниците на Кочанската полиција и на криминалистичкиот одел, за кои беа објавувани фотографии од учество на партиски состаноци, што е забрането според законот за полиција. Претходно обвинителството отвори истрага за други 14 полициски службеници, а 5 мина од нив се веќе во пензија.